Почитувани, ви посакувам добро вечер во уште едно ново издание на Интеграл во среда во 19 во овој добро познат термин. За интеркултурата зборуваме во континуитет заедно со моите гости, меѓутоа во ова издание конкретно ќе зборуваме за тоа колку младите имаат свој став или па колку имаат можности да го изразат, а кога станува збор за интеркултурниот диалог во нашата земја. За жал или пак не често пати во медиумите можеме да известуваме за некои интеркултурни конфликти, меѓутоа во кои што се инволвирани токму младите. Дали тоа значи дека токму тие кои што некогаш и ќе бидат главни носители на општеството, мора или барем од основно, средно или од другите сегменти на образованието да се обрне внимание на тие општествени интеракции. На таа тематика ќе позборувам со еден од партиципантите, како прво млад човек, бидејќи тоа е главниот носител или тема на овој издание на Интеграл, а потоа и како активист на организацијата МОФ или Младински образовен форум. За каква организација станува збор, какви се нивните проекти и оние што генерално ги имаат во својата агенда и оние кои што конкретно се однесуваат за доближување или пак воопшто за упатување на заедниците или младите од помалите заедници во нашата земја едни кон други. Ке позборувам со мојот гостин, се работи за Петар Антевски и е мој гостин во овој издание на Интеграл. Добро вечер за тебе и добре дојде во овој издание на Интеграл. Спомнав МОФ, Младински образовен форум. За почеток не би било лошо да направиме едно кусо резиме за каква организација станува збор. МОФ е невладина организација, младинска пред се, која се занимава со неколку работи кои ги засегаат младите. Пред се функционира преку своите 3 програми: неформално образование, истражување, анализа, креирање на младински образовни политики и младински активизам. Формирана е во 1999 година првично како здружение на дебатери и потоа станува Младински образовен форум со спојувањето на Учиме право програмата. Меѓутоа денеска, како што напомена, функционира преку овие 3 програми каде се обидуваат нашата мисија е да направиме подобра положба за младите во ова општество, а под младите секако има многу за да се дискутира. Така, генерално имате повеќе агенди или простор за спроведување на вашите активности. Конкретно ние ќе зборуваме за оној дел што се однесува за интеркултурниот диалог. Да. Генерално му функционира не само во Скопје, туку и во 14 регионални центри низ различни градови во Република Македонија, вклучувајќи ги и оние градови кои сами по себе се мултикултурални или имаат повеќе од едно доминантно население, каде што навистина се трудиме да ја подобриме ситуацијата која моментално се случува таму и да се подобри едноставно односот помеѓу младите без разлика од која етничка припадност доаѓаат. Добро, колку реално, еве ако се направи некоја анализа на сите ваши проекти до сега, дали се за вработување, образование, интеркултурен диалог и така натаму, колку реално младите имаат како прво желба, потоа и можности да го искажат својот став и да бидат учесници реално според она колку што можат во општеството? Реално младите имаат многу можности, само не се свесни за моќта на младинското здружување и тоа е генерално проблемот што ги спречува едноставно да прекршат онаа граница која ја држат во себе и да реагираат на неправдите или лошите ситуации кои се случуваат денеска во нашето општество. Реално можат да действуваат и млади како млади, бидејќи се иднината на ова општество, имаат многу голямо влијание, можат да имаат многу голямо влијание врз политиките или врз случувањата во нашата земја. Така, тоа зборуваме за потенцијалот дека можат. Меѓутоа реално на терен како е? Реално на терен денеска и не многу од младите се апатични и тој ги спречува да се вклучат активно во нашето општество, конкретно во Македонија. И можеби да не се лажеме, не е нито толку сјајна ситуацијата дека многу млади се активирани имам исклучоци во невладиниот сектор, односно каде што имаме многу организации кои се трудат да работат на ова прашање, едни од нив сме ние и тоа е
можеби единствената светла точка во моментов која ги турка работите на подобро. Така. Не случајно ставам акцент на МОВ како Младински образовен форум, затоа што ве следам подолго време со вашите активности. Сметам дека заслужувате да бидат споделени со македонската јавност. Имавте активности во Тетово, Скопје, флешмоб ивенти, трибини и така натаму. Сето тоа се однесуваше конкретно за она што зборуваме ние вечерва, тоа е интеркултурниот диалог. Една од последните трибини беше за тоа каква е положбата на младите, меѓутоа кои што доаѓаат од помалите или помалубројните етнички заедници во земјава. Сите представници со своја соодветна невладина организација ги искажаа своите можеби проблеми или пак аспекти како подобро или поафирмативно да се поработи на тој план. Во еден подолг видеоматеријал од 10 минути, но кој што е неслучајно толку долг, бидејќи секој заслужува да го искаже својот став, ќе ги слушнеме нивните ставови, аспирации и проблеми, се разбира. Оваа дебата ја нарековме позицијата на младите од помалите етнички заедници и говорници на оваа дебата се представници на младински организации од помалите етнички заедници. Статистиката според последниот попис од Македонија говори дека во Македонија живеат околу 300.000 граѓани кои што не се македонци или албанци, туку се представници на други етнички заедници. Нема тука да ги набројувам бидејќи тука влегуваат сите помали етнички заедници или помалку бројни етнички заедници, можеби е покоректниот термин, бидејќи ова помали може да биде и погрешно сватено. Може да биде сватено и како помалку вредни, иако не се помалку вредни, туку се само помалку бројни. Од тие 300.000 граѓани, во просек околу 1/4 се млади на возраст од 15 до 29 години или низ бројки околу 75.000 млади представници на помалите етнички заедници. Она што претпоставам ќе се отвори како дискусија е која е позицијата на тие 75.000 млади во Македонија, како се застапени и во образованието и во носењето одлуки на локално и на национално ниво. Мојата организација веќе 2 години ја истражува невработеноста на младите во државата и тоа е еден проблем со кој што се соочуваат сите млади без разлика на нивната етничка припадност. Имаат негативни последици по младата индивидуа, меѓу кои една од најголемите последици, која што е важна за овие дебати, е тоа дека невработените млади се почесто исклучени од социјалниот и од општествениот и политичкиот живот. Заради тоа мислам дека ова е еден проблем кој што мора да разговараме како да се реши и тоа како да се реши на начин на кој што ќе бидат слушнати гласовите на сите млади и како ќе најдеме начин да ги вклучиме гласовите на младите кои што припаѓаат на оние етнички заедници кои што не се доволно застапени, за да може понатаму кога зборуваме за креирање на национален парламент, како да ги вклучиме овие млади луѓе за да бидат доволно слушнати и да бидат нивните ставови, нивните проблеми и нивните идеи за како да ги решаваме овие проблеми земени предвид. Сметам дека во Република Македонија помалите етнички заедници се помалку или повеќе запоставени кога се зборува за еднаквост и рамноправност во општеството и во управувањето со државните институции. За жал, нивната состојба не може многу и да се слушне во јавните гласила. Затоа сметам дека оваа дебата е од особено значење, бидејќи се однесува на младите кои се иднината на секоја држава. Турската заедница во Македонија има право на образование на мајчин јазик во системот на основното и средното образование, кое право се гарантира со Уставот и законите за средно и основно образование. Покрај тоа што оваа право на образование на мајчин јазик се гарантира од 1945 година, односно после Втората светска војна, образованието на мајчин јазик на припадниците на турската заедница се соочува со голем број на проблеми. Би сакал да напоменам некои од нив. Дел од учебниците кои се користат во наставата во основното и средното образование не се издадени и доставени до учениците. Имаме недостаток од наставен кадар кој наставата ќе реализира и изведува на турски наставен јазик. Училиштата, особено во руралните средини, се целосно запоставени. И после нивната изградба од пред 30 и повеќе години, речиси ништо во нив не е реновирано. Исто така би сакал да напоменам дека во голем број од општините во Република Македонија, во кои живее население од турската заедница, нема образование на турски наставен јазик. Учениците се приморени наставата да ја следат на друг наставен јазик
или да патуваат до другите општини каде има настава на турски наставен јазик. Кај нас бошњаците во Република Македонија се соочуваат со големи проблеми, како и во имплементирањето во образовниот процес, како и во вработувањето, како и во одлучувањето на битните елементи во заедницата. Според тоа можам да кажем дека имаме чист пример во образованието, каде Република Македонија, уствари Министерство за образование, има донесено закон и уствари наставна програма каде што се изведува на босански јазик во село Љубин, каде што сушност не настава да се изучува на босански јазик, туку на експериментален наставен јазик на бошњаците во Република Македонија. Тоа е сега малце чудно и деликатно на кого се однесува тој експеримент и на што се однесува таа настава. Бошњаците немаат сосема мал процент на одлучување, каде што исто така, ако гледаме сега во последното вработување во Република Македонија, има испод 300 вработувања на бошњачката популација во државна администрација. И според тоа тие се бројки фрапантни, што можам да кажам, и дека бошњаците се многу малце застапени во државните институции. Вклучувањето на торбишката популација во преамбулата на Уставот на Република Македонија е направена една голема неправда спрема торбишите и сметаме дека со внесувањето на торбишите во Уставот на Република Македонија ќе се исправи оваа голема неправда и ќе се создадат основни претпоставки за нашата интеграција во Република Македонија, која е единствена наша држава. На младинецот торбеш во Република Македонија од страна на институциите на системот се уште не му е овозможен целосен развој на личноста, но и покрај тоа, како и нашите предци, остануваме целосно посветени кон заедницата во која што живееме, но овој пат со дополнителна цел – младинецот торбеш да биде рамноправен со секој друг младинец во Република Македонија. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. И вториот цитат: секој има должности кон заедницата во која единствено е возможен слободниот и целосен развој на неговата личност. И сосема на крај, но некако последно и помалку важно, би сакала да истакнам дека торбишите во Република Македонија во последните неколку години активно работат на афирмација на својата посебност и автентичност и за таа цел под покровителство на Торбишкиот културно-научен центар Умелија излезени се во печат Торбишката декларација и Торбишката повелба, кои што директно и недвосмислено укажуваат на тоа што ние торбишите сакаме и мислиме дека заслужуваме да го имаме. Освен што во моментот се грижиме за негување на влашката култура и јазикот, кој што сме сведоци дека е во константно опагање, да не речеме изумирање, исто така важен и нашиот придонес во општеството во сите сфери, посебно во делот на младите. Потребно е да градиме демократско јадро, консензус по основ на сите прашања, стабилна држава и да не дозволиме да бидеме потиснати марионети на големите ликови, да дадеме белег во она што го твориме. Познато е дека уште многу одамна властите се познати како големи бизнисмени и ова него го правеле сум, мислеле на сите во околината како миролюбива заедница и работници и творци. Податоците за невработеноста се фрапантни, но тука е веќе прашање на стратегија на државата кон компаниите, граѓаните. Сите сме алки од овој синџир на една идна република која е млада. Иако ние немаме своја земја како власи, Република Македонија ја сметаме за место каде што имаме можност да учиме, односно да се образуваме, растеме и созреваме, а во иднина и да работиме. Треба сите заедно сплотено да покажеме интерес за да работите тргнат нанапред, да почувствуваме прогрес и да го видиме позитивниот исход. Кога вие последен пат сте седеле на маса со некои од представници од други етнички заедници кои се на ваша возраст? Овие јавни дебати се само гласноговорнички, но потребно е да се работи на оваа проблематика уште од мали нозе. Советот на млади власти секогаш се труди сите заедници да ги покани на своите настани, да се види различноста во културите кои ги имаме,
за да потоа пристапиме кон круцијалните прашања во нашето општество. Ние на оваа јавна дебата се прашуваме каква е позицијата на младите од помалите етнички заедници во Македонија. Конкретно, како за властите, мислам дека сите етнички заедници, односно младите од етничките заедници се соочуваат со истите проблеми, бидејќи постојано се вртиме во круг, се гледа секој да си ги задоволи своите потреби и тука завршува целиот диалог, а всушност не ни започнал. Шално, но сепак вистинито, суровата реалност ни тропа секојдневно на врата. Како што вели една македонска поговорка, една птица пролет не прави. Ве повикувам и истовремено ви се заблагодарувам што денеска заедно со вас почнуваме нов процес за еднината на сите млади во Република Македонија. И сакам да кажам дека сите користат одредени дефиниции и одредени говори во кои кажуваат дека младите се еднината. Но јас имам една друга дефиниција за младите, каде што вели дека младите не се еднината, бидејќи во еднина нема да бидат млади, ќе бидат стари, затоа младите треба да бидат сегашност. И само да напоменам од која организација доаѓам, значи доаѓам од Националниот ромски центар, каде што НРЦ, наскратено, е гласот на ромите во Македонија и во Европа. Националниот ромски центар е професионална невладена организација и ги штити сите права во Република Македонија во најголем процент на ромите. Така беа тоа младите од повеќе невладини организации со своите ставови за нивната положба, сето тоа организирано од МОВ и еден добар показател или начин како сите тие ставови или размислувања да бидат пласирани пред јавноста на едно исто место. Ако сме ние плурално општество, колку забележувате вие преку вашите анализи, редовно се разбира меѓу младите, а конкретно зборуваме за оваа тематика, се издвојува простор и внимание во јавните сфери за тоа, за тој интеркултурен диалог меѓу младите во една афирмативна насока? Конкретно, ајде да почнеме со образованието. Во образованието многу ретко се случува да се зборува за интеркултуралниот диалог помеѓу младите. Знаете, имате момент каде што во образованието повеќе се фокусираме на моментот на колку сме ние различни од колку сме ние слични како луѓе. И од старт уште го имаме моментот каде младите или децата ствараат одбивност кон другото население, односно кон припадниците од другото население. Кога веќе збориме за медиумите, имаме момент каде што доаѓаме дека и помалите заедници не се доволно вклучени во јавната сфера, односно им се става помалку акцент и се свидува на сето тоа дека ќе го обработуваме проблемот помеѓу македонското или помеѓу албанското население, а овие останатите заедници ги забораваме едноставно. И доаѓаме до заклучок каде што едноставно премалку се зборува во јавната сфера, како и во образованието, така и во медиумите за мултикултурно општество или плуралистичко, како сакате кажете. Добро, иако малку се зборува, какви активности презема МОВ во таа насока, да кажеме тоа да се подобри? МОВ како невладена организација, како младинска организација, повеќе се фокусира младите да ги сплоти, да решаваат заеднички проблеми кои се многу поголеми. Не зборуваме за проблеми вакви кои, например, ако одредена личност има проблем со некоја одредено население, не зборуваме за такви проблеми, туку зборуваме за заеднички проблеми како млади луѓе. Доколку еве, например, едно од последните истражувања, рекапитулација, конфузија, отпор, која ги даде резултат дека 45% од средношколците за 10 години не се гледаат во Република Македонија. Тоа е разочарувачки резултат со кој младите треба да се стремат да го решат. И тоа е моментот кога организираме активности каде младите се ангажираат заедно ваков заеднички проблем да решаваат, едноставно да ги преминат бариерите кои си ги имаат себе си поставено. Сите оние обуки кои се организираат од страна МОВ, дали дебата, дали учиме право, дали обуките за работни вештини, го има моментот каде што имаме припадници од било кое население во Република Македонија, од било која етничка припадност во Република Македонија, каде што ги на некој начин ги носиме младите на едно место да се дружат и да се запознаат едни меѓу други, за да можат да функционираат понатаму како млади луѓе и да ги решаваат овие проблеми кои претходно ги споменав заедно. Да, дали е тоа последица, претпоставувам, таквата ситуација, затоа што, еве, ако спомнавме јавни сфери, медиуми, нема медиумски моменти кои што работат во таа насока, така? Да. Во образованието имаме поделени училишта по јазична или пак по етничка линија, да не кажам.
Така да младите тука се редуцирани да го остварат општествен контакт и интеракција. Така, останува моментот на невладиниот сектор, особено младите организации, кои што би требале тука се појаки и посилни да бидат. Сега, колку ефектот може да го спроведе, тоа е веќе друго прашање. Мислам дека невладиниот сектор во Македонија добро работи на ова прашање, затоа што може би се единственото место каде што младите заедно од различна етничка припадност можат да се дружат. Видете, во школите го имаме моментот каде што имаме школи во Македонија како пример кои имаат два различни влеза за две посебни групи на луѓе, односно деца кои припагаат на различна етничка националност. Тука е моментот каде што од старт ја правиме сегрегацијата помеѓу тие две групи на млади луѓе. И они од старт прават некоја одбивност и не сакаат едноставно да комуницираат едни меѓу други само затоа што ние сме направиле тоа, они да се движат различно во тоа школа, во Тетово е најекстремен примерот, баш последната акција Go Out and Feel Free која беше спроведена, задачата беше да се прати порака дека сакаат младите слободно да се движат низ улиците на Тетово. Во Тетово имате момент каде што македонец или албанец има потешкоти да пристапи кон одредена територија во градот. Имате албански кафичи, имате македонски кафичи. Тоа е тука генерален проблем кој почнува можеби и од образовниот систем, каде што образованието треба многу повеќе да сериозно да се ја свати оваа работа. Они се секундарен степен на социализација и тука се моментот каде што и основното повеќе средното образование каде што ги гради ставовите на младите луѓе и ние кога веќе тука ги спречуваме малце поотворено да гледаат и да излезат од кутијата во која живеат, ако ги спречуваме уште тука, понатаму они имаат потешкоти да се социализираат со лица од различна етничка припадност. Така, дали можеби сте работиле на спортот како интегративен фактор? Спортски некои активности? Мислам дека порано имаше настани каде што се викаа младите да се преку спорта да се Мислам дека во таа насока може многу да се поработи. Момент каде пред 2 години имаше акција во градскиот парк, се викаше Стари игри нова школа, каде што младите беа повикани да сите оние стари игри кои играме како мали, како криенка, брканица и така натаму. Имаше еднодневен настан каде што повторно се играат тие игри. Тука беше моментот каде што многу млади заедно ги играа оние детски игри за едноставно да се сплотат заедно како. Така тоа е интересна акција во секој случај, а што се однесува до спортот во вистинска смисла на зборот и забавна и надпреварувачка, не случајно го поставив тоа прашање затоа што во континуитет и една друга организација работи на спортот како интегративен фактор. Се работи за институтот Глобал, геостратешкиот институт кој е поддржан од претседателот на Република Македонија Иванов. У последно време гледам и од амбасадорот на Соединетите Американски држави во нашата земја, што сепак се луѓе и да не кажам институции или авторитети кои што се добре дојдени, бидејќи преку нивната поддршка и самата аура и идеја на проектот се шири многу повеќе меѓу населението. Иван Анастасовски од Глобал институтот е во континуитет и со спортските активности и со младите, и еве ги неговите пораки во наредните неколку минути. Но она зашто сакам навистина јасно да го истакнам е идејата со која што дојдовме заедно со претседателот на Републиката, господинот Ѓорѓе Иванов, да спроведеме една акција со која ќе ја промовираме Република Македонија надвор од своите граници на еден престижен реномиран форум Peace and Sport во Монако под покровителство на принц Алберт, каде што ќе се обидеме токму преку спортот, значи разни спортски, културни активности, да им дадеме шанса на децата да учат едни за други, да бидат едни со други и понатака нели во својот живот да се развиваат во тој дух. За таа цел нели ние со претседателот Иванов и Глобал земавме потврда, односно учество од 6 општини во Република Македонија, тоа се општина Прилеп, општина Старо Нагоричане, општина Тетово, општина Врапчиште, општина Шуторизари и општина Центар, Скопската општина Центар, каде што децата до 10 годишна возраст од тие општини учествуваат во овој проект кој го нарековме спортот како фактор за толеранција, заедништво и почитување. Еден од тие настани беше на плоштадот Македонија? Да, ние имавме серија настани. Последниот настан се случи токму на плоштадот на Македонија, овде каде што
според моите сознанија, она што можев јас да го сондирам од самите деца, биле некако најодушевени, бидејќи се наоѓаат нели во главниот град на републиката, беа покрај овие нови, да ги речам, споменици кои се градат сега нели во републиката, тоа за нив е доживување во секој случај. Значи од аспект на тоа ние не застануваме овде. Можам сосема одговорно да кажам дека наредниот настан ќе се случи во Тетово на 9 на 8 се извинувам јуни, или символично крајот на школската година, или ако сакате уште поинтересно почетокот на Европското првенство во фудбалот, и ние во спортските дел на активности ја имплементираме грасрут програмата на УЕФА и на ФФМ, која навистина е за поздравување, и преку тоа значи го означуваме нели и почетокот на самото Европско првенство. На мое големо задоволство, како председател на Глобал можам да најавам дека за прв пат нели ќе ни се приклучи и амбасадорот на Соединените американски држави во Република Македонија, господинот Волерс, кој апсолутно, гледајќи ги активностите, се нафатија да бидат дел од значи од ова наша манифестација, од овој наш проект спортот како фактор за толеранција, заедништво и почитување, и дури со свое лично присуство ќе даде придонес токму на наредната акција во Тетово. Преку овој проект се дружат преку спортот, другаруваат, се запознаваат и доаѓа до заеднички пријателства. Се чувствува потреба овие деца да се дружат меѓу себе и може да видите дека кај нив речиси не постојат ни предрасуди ни стравови од другиот. Преку оваа иницијатива и акција сакавме да овозможиме младите што поблиску да се запознаат меѓу себе, да другаруваат, да се посетуваат. Денес имаме можност да бидеме во општина Центар, од тука ќе го посетиме соборниот храм, каде сите овие дечиња ќе дознаат за основните вредности на христијанството. Идната недела сме во Тетово. Во Тетово ќе посетиме и Шарената џамија, каде ќе дознаат за кои се основните вредности на исламот. Така, дел од активностите на Геостратешкиот институт Глобал. Промоција на заеднички вредности, можам да прочитам меѓу редови се ова, промоција на заеднички вредности, отколку акцентирање на оние разлики меѓу сите нас, особено ако веќе се осврнеме дека зборуваме за младите, тоа се однесува за младите. Председателот на државата спомна, потребна е поголема интеракција меѓу нив, не имаат предрасуди, меѓутоа за жал по некои активности и акции во нашето општество гледаме дека сепак и младите на некој начин директно или индиректно учествуваат во нив, дали се инструментализирани од страна од некого, политичка, семејна или пак друга конфигурација, тоа е веќе друго прашање. Во секој случај и младите, би рекол, во секој случај се злоупотребени. Да, младите и претходно напоменав дека треба да се фокусираат некои свои заеднички цели да ги решаваат. Наспроти тоа да се осврнуваат на разликите кои ги имаат од поради етничката припадност. Не би се служил со председателот Иванов дека немаат предрасуди. Може би тие конкретни деца за кои стануваше збор во прилогот. Меѓутоа, имаме група на луѓе, Адхокарт Скопје, каде што работат баш на овој проблем и сметаат дека предрасудите се оние кои не носат до финалниот степен на дејствување, односно дискриминација на одредена маса на луѓе, без разлика на која била основа, дури на многу повеќе од ова што се случува денеска. Баш и тоа е еден одреден проблем кај луѓето, предрасудите како еден одреден стадиум во размислувањето на луѓето кои, бидејќи не се доволно запознаени или едноставно не сакаат да се запознаат, им влијаат. Понатаму го имаме и семејството како такво кое можеби од мали ги учи децата. Имаме моменти кај што фамилии, родителите едноставно не сакаат да своето дете да го пушта да се дружи со дете на припадник на друга националност. И тука има дел проблеми. Значи, постојат најразлични фактори кои влијаат во нереализирање на мултикултурално општество. Така. Расте ли таа дистанција меѓу етничките заедници, ако конкретно се осврнеме и меѓу младите? Добро, не на оваа возраст, во секој случај можеби не се свесни со издиференциран некој собствен идентитет, ниту индивидуален, ниту колективен, меѓутоа за младите зборуваме се подразбира една по висока возрастна доб. Сум сретнал многу млади луѓе од различна национална припадност и конкретно на вакви NGO настани каде што
сме се залагале за мултикултурализам и така натаму и мислам дека младите се до некаде спремни, се свесни за проблемот кој постои. Мислам дека се трудат се повеќе и повеќе да го намалат, да ја намалат границата, односно дупката помеѓу или јазот, како сакате, помеѓу едни меѓу други. И мислам дека горе-доле луѓето се трудат да ја подобрат ситуацијата, али повторно имаме одредени фактори кои негативно влијаат врз целата ситуација и повторно се враќам на дека мислам дека невладиниот сектор е единственото место каде што младите учат едни за други како има директна општествена интеракција токму таму. Токму таму. Имавте интересна активност, акција во Тетово, флешмоб, така наречен флешмоб, популарно во глобални рамки. Да, нема превод во нашиот јазик, меѓутоа флешмобот е настан, односно излегување на улица, каде што во еден момент по договор се изведува одреден перформанс кој има за цел да прати една одредена порака. Во Тетово конкретно беше дека настанот се викаше што си ти си исто што јас, каде што пораката беше дека ние сите сме луѓе без разлика на кој етникум припаѓаме, ти си исто што јас, односно човек. Така, и освен етничките имаме многу бројни идентитети кои се спомнуваат во оние флаери и пароли кои што младите ги носеа. За тоа зборувавме, а сега и истото ќе го погледнеме. Младински образовен форум со флешмоб ивент, спомнав на интернет во глобални рамки, тоа се активности на отворен претежно простор кои што предизвикуваат шок кај јавноста, но тој шок и тоа внимание инстантно се разбира се употребува или злоупотребува под знак на наводници за праќање на некоја соодветна порака, која што во овој случај видовте која беше, дека освен тие идентитети секој од нас носи други и така натаму. Ја поздравувам истата, меѓутоа колку успева младинскиот образовен форум да наметне или пак да укаже на тоа кај младите дека нивната личност или пак критична мисла треба да се развива и индивидуализмот и колективниот настап и дека не мора секогаш да додат по онаа логика на припадност или наклонување кон политички или пак некој друг колектив. Знаете, бидејќи претежно се работи со средношколци, некогаш е тешко на средношколците да им објасните дека не е се така црно и бело како што они го имаат замислено во главата, дека постојат некои нијанси кои се различни од нивното убедување, дека поинтата не е дека ние мора да се согласиме со него, меѓутоа поинтата е дека ние треба да го почитуваме како таков, доколку збориме за ставови. Или еве доколку збориме за култура, го имате моментот дека јас не мора да ги практикувам тие обреди кои одредена култура ги има, меѓутоа како личност, како
човек треба да ги почитува мистите, затоа што само така ќе постигнеме толеранција во нашето општество. Тоа е моментот каде што имаме успех за по-добро општество и по-добро развивање на истото. Така, да се осврнеме сега, да се навратиме само на председателот Иванов, бидејќи претходно го спомнавме, во насока на меѓународната конференција за меѓуетнички, културолошки, интеррелигиски диалог. Овие конференции веќе традиционално стана наша реалност, што би рекол е за поздравување, почнувајќи од она кај нас во Охрид, потоа во Костолац во Србија, а оваа година во Мостар во Босна и Херцеговина. Еве пораката на председателот Иванов во таа конференција. Вредностите на толеранцијата, диалогот и соживотот се вградени во нашиот балкански код. Несреќите дојдоа тогаш кога почна процесот на создавање на границите. Но постои излез. Овој код кој го имаме треба да биде ставен во функција на иднината. Иднина во која повторно ќе ги релативизираме границите на Балканот. Верувам дека само преку членството во Европската Унија можеме да го оствариме ова. Ви благодарам. И за крај да го заокружиме самиот разговор, зборуваме за младите и колку тие можат или пак всушност имаат можност да го искажат својот став и што прават на оној план на интеркултурен диалог. Ако денес сте млади, некогаш ќе бидете иззрели личности, партиципанти во секоја смисла на општеството, тука ќе следуваат и бројни одговорности. На МОВ им посакувам, односно ви посакувам успех во спроведувањето на активностите и ќе бидеме тука медиумски да го редуцираме оној негативен момент што го спомна кај медиумите. А за образованието ќе треба да се упатите на друга адреса, се разбира. Ти благодарам за поканата во емисијата и се надевам дека направивме некоја промена во размислувањето кај луѓето во овие половина час кој имавме можност да зборуваме на оваа тема. Се надевам и јас. Тоа беше мојата цел во овие 40 минути во ово издание на Интеграл. Се надевам бевме доволно информативни за најавената тема и ви благодарам што бевте со нас.